Музиката допира таму каде што не може ни најголемиот оратор, а начинот на изразување на учениците од нижото музичко училиште е говорот преку нотите, кој допре до секое срце на присутните на нивниот новогодишен концерт. Како се викате? Ангела Николовска. Колку време членувате во нижото музичко училиште? Па јас во нижото музичко училиште членувам 5 години. На кој инструмент вие свирите? Клавир. Кои композиции се ги имате извежбано и дали тие ви се интересни? Па ги имам вежбано композициите од Бетовен, Бах, Дебюси и други. Дали тие се доста комплексни за да ги извежбате и да звучат онака како што врните музичари звучат? Да. Колку време ви е потребно за да научите една композиција? Па повеќе месеци, повеќе од 3-4 месеци. Ана Стилковска. Колку време членувате во нижото музичко училиште? 5 години. Кои инструменти ги владеете? Гитара и клавир. Кои ви се омилени автори од кои учите композиции? Бах, Моцарт и други. Вера Петкова. Колку време членувате во нижото музичко училиште? 4 години. Што имате научено? Многу композиции од Дебюси, Моцарт, Лудвиг ван Бетовен, Бах. И оние поискусните кои учествувале на училишни, државни и меѓународни надпревари, но и оние кои неодамна ја осознале убавината на музичката уметност. Имаа одлични настапи пред своите другарчиња и родителите. Раководителот на музичката паралелка, наставничката Ружа Николовска, задоволна од настапите на сите нејзини ученици, особено го потенцираше талентот на најмладите меѓу нив. Како сте задоволни од овој концерт? Јас сум презадоволна. Значи, од овој новогодишен концерт, навистина сум задоволна. Од успехот на самите ученици. Значи, од нивната работа, нели? Дали ова е материјалот со кој го заокружувате првото полугодие од оваа година? Да, точно е. Значи, крајот на првото полугодие фактички го означуваме со новогодишниот концерт. Забележавме дека имате многу почетници. Како сте вие лично задоволни од нивната работа? Јас лично оваа учебна година сум презадоволна од малите. Значи, од најмладите ученици. Со нивната работа, значи, се точно докажува какви афинитети имат. Ивана. Мими. Од вашата наставничка дознавме дека вие свирите четворорачно. Што тоа значи? Тоа значи двете свириме истовремено. Од кој композитор свирите четворорачно? Од Ја Кршич. Дамјан Ѓоргиевски. Колку време членувате во нижото музичко училиште? 3 години. Која композиција имате доволно совладано? Арабеска и многу други. Јас се викам Димитар Костовски, сум член на нижото музичко 2 години. Кои композиции ги имаш доволно совршено? Мелодија и рок-н-рол. Горана Симонова. Што учите на овие часови? Четвртини ноти, половини ноти, цели ноти. Мате. Од каде ти е желбата да членуваш во нижото музичко училиште? Желбата ми е од мојата учителка, затоа што и таа е музичар и у школа ни свири песни. Ивана. Мојата желба е од сестра ми, таа свиреше во музичко. Марта. Сега почнува. Кога бев мала, сакав да пеам и да играм, најмногу да свирам. Адам. Ова ми е прва година. Од минатата година ги учев нотите, а сега свирам. Теона. Ова ми е почетна година. Што научи досега да свириш? Неколку вежби од Лепча. Ангела Митовска. Ова ми е втора година. Јас од маличко сакав да свирам и потоа мама ми кажа дека има музичко училиште и јас сакав да се запишам.
Колку време ви е потребно да совладате една композиција? Неколку месеци. Сергей Колевски. Ова ми е почетна година. Мојата композиција е од Лепшо Пиперкус. Каде се имате настапувано? На приредби во нашето училиште. Оставајќи ве да уживате во прекрасните звуци на младите музички таленти, ве покануваме да го проследите новогодишниот концерт на членовите на музичката паралелка на нашата програма за време на празниците.